Dobar dan, почитувани ученици. Моето име е Мира Младеновски и на овој час јас ќе бидам вашиот виртуелен наставник по историја. На овој час ќе зборуваме за француската буржоаска револуција. Еден значаен историски момент за историјата на Европа и на светот воопшто. И најпред да го разјасниме самиот овој поем француска буржоаска револуција. Значи, тоа е нешто што се случува во Франција, очигледно, предводено од страна на буржоазијата, а за буржоазијата учете минатиот час, дека тоа е една нова класа и уште позната како капиталисти која што се создала сега со индустријската револуција. И револуција поемот беше една брза, нагла, најчесто насилна промена. Значи, ќе зборуваме за една насилна промена која се случила во Франција, а била предводена од буржоазијата. Па да започнеме. Најпред сакам да ви го покажам дворецот во Версај, односно така наречена Версајска палата, која се наоѓа во непосредна близина на Париз и од каде што француските кралеви управувале и владееле. Зошто сакам ово да ви го покажам? За да видите раскошот во кој што живееле француските кралеви, како и останатите кралеви поголеми дел, односно од нив во Европа, меѓутоа тој раскош, гледате, очигледно имаат огромен дворец, кој што е многу богато украсен, со позлата, со кристали. И тој раскош бил одраз на моќта и на богатството на кралот. Меѓутоа, таа моќ и тоа богатство на кралот всушност доаѓаат од огромните даноци со кои што тој го обременувал своето население. Значи, тие пари доаѓале од собирање на данок. Меѓутоа, тие даноци воедно биле и големо бреме за населението во Франција. Бидејќи најголемиот дел од населението во Франција живеело многу тешко, токму поради високите даноци. Од многобројните француски крали ние ќе се задржиме на Луј XVI, бидејќи токму во неговото владење со Франција ќе се случува француска буржоаска револуција. Него гледате на левата страна, десната страна се наоѓа Марија Антонета, неговата сопруга, која што е интересно по една нејзина изрека, кога населението во Франција, обременето со бројни даноци, се жалело дека немат ни леп да јадат, пошто се сиромашни, па велела, па добро, ако немате леп, јадете колачи. Тоа всушност ви го кажам за да ви осликам каков бил односот на француските крали, француското семејство кон сопственото население. Од една страна биле немилосредни, од друга страна тие немале ни реална представа за тоа колку и тешко живее населението со кој што раководат, во државата со кој што раководат. Но оваа карикатура, која што сега гледате на екранот, всушност е извршен опис на општествената состојба во Франција. Франција како општество било поделено на три главни сталежи. Тие три сталежи се прикажани овдека на фотографија, на карикатурата. При што? Првиот сталеж го сметаме клерот, кој што представува црковната елита во Франција, бидејќи црквата во тоа време била многу моќна и многу богата. Тие биле големи земјопоседници, феудалци, собирале црковен данок, живеле во раскош. И тие го представуваат највисокиот сталеж во Франција. Понатаму ги имаме благородниците, тоа се луѓе кои што имаат големи поседи широм Франција, кои што тесно соработуваат со францускиот крал, најчесто се во некакви родбински врски со него. И тие се всушност сопственици на најголемиот дел од поседите од земјата во самата Франција. Третиот сталеж пак го сочинуваат сите останати. Кои се тоа сите останати? Селаните, работниците, занечиите, трговците, буржоазијата, која што тука се појавила како еден посебна класа во Франција. И зошто се вака прикажани? Дека првиот и вториот сталеж го јава третиот сталеж. Затоа што всушност првиот и вториот сталеж живеле на грбот од третиот сталеж. Првиот и вториот сталеж не плаќале даноци, а може да учествува во управување со државата. Третиот сталеж плаќал даноци, а не можел да учествува во носење одлуки и управување со државата. Така да оваа карикатура многу добро ни објаснува
положбата на разните општествени групи, односно така наречени сталежи во Франција. Сега се запознавме за тоа како изгледала ситуацијата во Франција. И можете да предпоставите дека Третиот сталеж бил непрестанно незадоволен. Тоа нивно незадоволство нарочно ќе дојде во фокус кога последна војна, а Франција водела многу често и воопшто во Европа во 18-тиот и 19-тиот век се воделе многу често војни од различен карактер, кога последна војна францускиот крал Луи 16, кој што ќе загуби, ќе води против Франција, ќе остане државната каса, односно неговата лична каса, без пари, а навикнат на благосостојба и на добар живот, тој повторно ќе покачи данокот кој што, ќе ве потсетам, го плаќа само Третиот сталеж. Тоа предизвикало огромно незадоволство кај Третиот сталеж, кој што одлучил да се побуни, односно да изврши револуција со цел да го симне кралот од власта, односно да ги одземе неговите права кои што биле неприкосновени до тогаш. Водењето на оваа револуција е заслуга на буржуазијата, на нова класа за која што четаме натича, што туку се појавила, така да кажем, на историската сцена. И ова револуција ќе се случи во 1789 година, а ќе започне со нападот на нова тврдина, која што се наоѓа во близина Париз и која што се викала Бастилја. Зошто токму на оваа тврдина? Па затоа што оваа тврдина всушност била затвор. Но во овој затвор не се наоѓале само криминалци, туку се наоѓале така наречени политички затвореници. Што се тоа политички затвореници? Тоа се луѓе кои што се спротивставувале на кралот, говореле против кралот, неговата тиранија, неговот лош начин на управување, кои што сакале нешто да се измени. Се разбира, кралот со цел да ги замолчи, нив ги ставал во затвор, а некои ги убивал на еден многу суров начин, со така наречена гилотинја, која што е една справа која што тој Луи 16 измислил за отсекување на главите на луѓето. Реков, започнал напад врз Бастилја. Се разбира, кралот испратил војска која што требало да го задуше овој бунт. Меѓутоа, на негово изненадување, голем дел од војниците застанале на страната на револуционерите. Бидејќи и тие биле незадоволни од својот живот, од својот статус, од својата економска положба, и му свртале грб на крал Луи 16 и најголем дел од војниците преминале на страната на буржуазијата, односно буржуазската револуција. Буржуазската револуција, во суштина, се одвила под едно мото, кое што на франски звучи либерте, егалите, фратернитет, а во превод значи слобода, еднаквост и братство. Токму тоа е она што го пропагирале водачите на француската буржуазска револуција. Значи, тие се бореле за слобода, но се бореле за еднаквост помеѓу сталежите, во суштина да се укина сталежите, и за братство помеѓу сите луѓе, она што денес го велиме соживот помеѓу сите луѓе во Франција. Успеала револуцијата, самиот крал Луи 16 бил синат од власт, односно не му била земена титулата, туку му биле одземени неговите дотогаш неприкосновени права, да може саме да одлучи што и како сака. И неговите права биле ограничени со донесување на еден закон, или тоа што кажува декларација за правата на човекот и граѓаните. Ова е еден вид на устав. Ајде се надам дека знаете дека устав е еден највисок законодавен акт во било која држава. За прв во Франција се донел еден вид на устав, тоа декларација за правата на човекот и граѓаните, во која што им се гарантирале правата и слободите на сите луѓе и се изедначувале во нивните права, велики дека сите луѓе се раѓаат исти и треба во текот на животот да имат исти права. Таа декларација не била совршена како што, ако испоредимо со овие декларации кои што сега се на важност во разни земји во светот, меѓутоа сепак представува еден значаен чекор кон изначување на луѓето во нивните права. И затоа има едно посебно место не само во историјата на Франција, туку и во историјата на Европа и светот, бидејќи оваа декларација ќе послужи како пример за едни други народи, за кои што ќе подоцна, да и тие во своите држави донесат слични декларации и донесат слични промени.
Се разбира, ова што се случило во Франција, му се допаѓало на францускиот народ и се допаѓало на народите во некои други европски соседни држави кои што во ова гледале позитивен пример. Но од друга страна, сите овие избивнувања на Франција не им се допаднале на соседните држави, нарочно на владетелите, кралевите, царевите во другите европски држави, кои што се труделе сега да направат се што е во нивната моќ за да го вратат кралот во Франција во првобитната состојба, односно да извршат така наречена контрареволуција, значи обратно од револуција. Поради таквите замисли, таквите обиди, самиот крал Луи XVI по револуцијава ќе биде убиен токму на она справа која што тој најчесто ја користил за елиминирање на своите непријатели, гилотиња, и Франција ќе остане без крал. Од друга страна, по убиството на Луи XVI, Франција ќе биде прогласена за република. И тоа ќе биде првата република во Европа и меѓу првите во светот. Слично нешто ќе се случи во Соединетите американски држави во исто во ова време, но затоа имате посебна настана за содржина која ќе учите нешто повеќе. И ова знаме било избрано за знаме на револуцијата, односно за знаме на Француската република, кој што и до ден денес се наоѓа во важност во Република Франција. Овој господин Максимилијан Робеспиер има клучна улога во самата оваа француска буржуазска револуција, бидејќи бил еден од водачите и по укинувањето, по прогласувањето на Француската република, тој ќе има и раководна улога со француското општество. Меѓутоа, веднаш се судрил со бројни проблеми, како што се, например, желбата на соседните држави да ја задушат револуција, односно соседните крали на Австро-Унгарија, на Шпанија, на Велика Британија, кои се подготвували за војна против него. Од друга страна се судрил со големи економски проблеми, бидејќи народот се уште бил гладен, така кажем. Од друга страна, овие соседни земји започнале економска блокада, ништо да не продават на Франција, ништо да не купуваат од Франција, со што се довела Франција во уште потешка положба колку што била пред револуцијата. Во таква ситуација, овој Максимилијан Робеспиер почнал да добива бројни непријатели ширум Франција, дури непријатели од самите своји соборци, кои што дотогаш, нели, заеднички војувале со него против кралот, со намера да се смени нешто во Франција, а сега станале негови неистомисленици и дури непријатели, со кои што тој бескрупулозно се пресметувал, ставајќи го затвор, убивајќи ги, десетици илјади луѓе били убини во тоа време, и од тогаш потекна изреката дека револуцијата ги јаде своите деца. Сака да каже дека, иако дотогаш биле соборци, откога ја преземале власта, револуционерите почнали меѓусебно да се пресметуваат. Во таква една ситуација ќе се најде Франција, непосредно по француската буржуазска револуција, и големото незадоволство на самиот народ, кој што во почетокот бил многу еуфоричен, се радувал на сето ова, меѓутоа сега станува незадоволен, бидејќи лошо се живее, тешко се живеело и нормално, како во секоја ситуација, раководството на државата било сметано за главната причина на ваква економска ситуација во Франција. Од тие причини Максимилијан Робеспиер ќе биде сменет и на негово место ќе биде донесен така наречен директориум. Тоа е едно тело кој што ќе управува со Француската република, составено од неколку директори, кои што во суштина биле од буржуазијата, биле моќни банкари, и тие ќе преземат власта, обидувајќи се некако да изнедат решение за оваа криза во која што се нашла Француската република на самиот свој почеток од постоењето. Меѓутоа, како тие и дали воопшто ќе изнедат решение за оваа криза, тоа ќе видиме на наредниот час, бидејќи за тоа имаме предвидено посебна настана содржина. Сега би сакал да резимираме за тоа кое е значењето на оваа француска буржуазска револуција. Огромно е значењето, не само за Франција, туку за Европа и во светот, бидејќи тоа ќе биде прв светл пример во кој што ќе настане политичка промена во една држава. Резултат на политичка промена ќе биде изедначување на правата на луѓето и граѓаните, ќе биде воведен нов политички систем, република, кој што многу држави потоа ќе следат, и денес имаме ширум светот, повеќето држави се републики, и затоа велиме дека тоа представува една
пресвртница не само за француската, туку за европската и за светската историја.